Почитувани колеги советници, почитувана администрација, почитувани медиуми, денеска ја свикувам седмата вонредна седница на Советот на општина Куманово по иницијатива, јавна иницијатива која беше вчера упатена до мене како председател на Советот на општина Куманово за свикување на оваа седница со една точка на дневен ред, тоа е разгледување на состојбата со загадување на воздухот на општина Куманово. Денеска, со почеток во 9 часот, ги повикав сите координатори на советничките групи кои партиципираат во Советот на општина Куманово. Оваа точка ја договориме за денеска со почеток во 12 часот да ја разгледаме и да донесеме одредени своји видувања и заклучоци, се со цел да имаме што подобар увид што е тоа што допринесува до зголеменото загадување на воздухот во општина Куманово и кои мерки се тоа кои би ги препорачале до градоначалникот и стручните служби за да би имале намалување на загадувањето во понатамошниот период. Еве првин за оваа седница, бидејќи вонредна седница, ќе одиме со изјаснување за она што значи дали е оправдано свикување на седницата, тоа го договориме, меѓутоа таков е редот, мораме да одиме со изјаснување по оваа работа. Повелете, изјаснете се. Може? Нема веза. Нема превод. Нема превод. Може? Така, се извинувам, еве сега ќе имаме процедурална забелешка, меѓутоа првин едно моје извинување до колегите, бидејќи ова е вонредна седница и стручните служби кои вршеа превод на општина Куманово беа исто така уредно повикани, меѓутоа не се во можност да бидат присутни на оваа седница, така би ги замолил сите колеги да имаат разбирање за да би можеле да продолжиме со понатамошниот тек на седницата. Повелете, бараше збор колегата Скендер Али. Почитуван председател, почитувани колеги советници. Оваа точка на дневен ред што е денеска разгледување на состојбата со загадување на воздухот во општина Куманово, мислам би требало да биде и малку и понапред требаше да биде ставена како точка на дневен ред во нашиот совет, меѓутоа би сакал од страна на предлагачите да би требало да имат да достават некоја информација или вие како предлагач за состојбата во општина Куманово. Тоа би барал да имаме некоја информација за да можеме да дискутираме во оваа точка. Така, благодарам. Значи, стручните служби се тука, ќе дадат појаснување, ќе дадат своје видување на состојбите, меѓутоа исто така и ние ќе се вклучиме за сето она што е важно за разговорот на оваа седница. Повелете, колега Таманевски. По однос на оваа точка, односно изјаснување за оправданоста на оваа седница, барам да се изјасниме поединечно. Благодарам, се прифаќа. Имаме уште едно. Повелете, колегата Османовски. Благодарам, председателе. Со оглед на тоа дека не бев на координација, ќе го искористам моето деловничко право, како втора точка да иде информација за преземените досегашни активности со речистување на снегот во општина Куманово. Како втора точка. И до таа точка да надлежните од секторот да бидат присутни на седницата, да не известат кои активности се преземени до сега. Ми благодарам. Благодарам. Едно појаснување, значи член 40 вели вака: Советот не може да го менува дневниот ред за вонредната седница.
Значи, можеме само после ова да одиме се изјаснуваме дали го прифаќаме дневниот ред со оваа точка како што е договорено на самата координација или не. Значи, остануваме со една точка без дискусија околу дневниот ред. Ви благодарам. Да одиме со поединечното изјаснување. Повелете. Снежана Захариева не е тука. Зоран Маневски? За. Ивица Костовски? За. Александар Петров? За. Валентина Мицич? Не е тука. Александар Арсич? За. Младен Давидович? Не е тука. Драгица Велковска? Бранко Бојковски, Оливер Стојмановски, Сунчица Јосифова не е тука, Драган Петковски не е тука, Валентина Јовановска, Борислав Додевски, Златка Божиновска, Бобан Јакимовиќ не е тука. Ашмет Османовски. Саша Николич не е тука. Ивана Јакимовска. Тони Трајковски. За. Мирослав Стојановски. Јовица Станковски. Христина Крајновиќ не е тука. Ридвана Сани не е тука. Ферис Дервиши. Влора Имери не е тука. Скендер Али. Драги Караджински. Душица Сизовска Јовановиќ. Бесник Мемети. Фитор Сефери. И Зенон Исмаили не е тук. Благодарам. За оправданоста на свикување на седницата се изјаснија 21 советник со едногласно изјаснување, односно 21 за, без воздржани и без против. Констатирам дека преминуваме на дневниот ред. Тоа е разгледување на состојбата со загадување на воздухот во општина Куманово. Ве молам да се произнесеме за дневниот ред. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. 21 советник се имаат изјаснето, 21 за. Констатирам дека дневниот ред нова седница е усвоен. Одиме со една точка на дневниот ред, разгледување на состојбата со загадување на воздухот во општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Повелете колегата Стојановски. Благодарам, председателе. Најнапред да ви ја честитам функцијата председател на Советот, бидејќи ова е прва седница која ја водите. И тоа е вонредна седница. Ова нешто многу значи. Значи, ние како
партија и коалиција побаравме во врска со загаденоста на воздухот во град Куманово да се одржи една вонредна седница на Советот на општина Куманово. Благодарам за тоа што ова наша иницијатива е прифатена, меѓутоа имам една замерка. Ние не побаравме седницата да се одржи на еден од најголемите православни празници, Ден Божич. Сакаме да расправаме, меѓутоа не на овој ден кога православните жители на град Куманово и Македонија седат дома и не се оддалечуваат од дома. Тука ми е замерката и мислам дека е од ваша страна непочитување на овој голем православен празник. Што се однесува до загаденоста, значи јас не сум стручњак во оваа област и не можам да тврдам дека е тоа. Меѓутоа, сите оние параметри изнесени во јавноста и од мерните станици и од надлежните органи, дека Куманово во последниве денови е еден од најзагадените градови, мора да го земеме во обзир. Сега, останува простор за дискусија што е што. Бидејќи денеска на координацијата слушнав дека мерната станица за оваа цел била сместена во дворот на општата болница во Куманово, каде бил и оджакот, и од тоа испарување од оджакот, значи доаѓало до зголемената загаденост и податоците кои што ги прикажуваат дека се нереални. Мислам дека има можеби право и тоа, меѓутоа сепак поради оваа енормна загаденост мораше да расправаме и да констатираме нешто. За таа цел имам еден предлог. Мерната станица, ако велите дека е поставена таму кај што не е на соодветно место, би дал еден предлог да се мерната станица дислоцира на едно друго посоодветно место, некаде можеби и у центарот на градот, бидејќи тука треба да се види каква е загаденоста на воздухот во град Куманово, и тоа кога ќе направиме дислокација, мислам ако е технички возможно сега. Не знам, јас не сум стручник во таа област, и ако е технички возможно да се дислоцира, значи да се постави некаде во центарот на градот и да се констатираат реалните вредности на ова загадување. Само тогаш, значи, ќе можеме да тврдиме и да кажеме дека оние податци кои што ги добиваме се точни и реални. А сето ова што дискутираме сега, значи може и така, може и вака. Меѓутоа, сепак, податците кои што ги добиваме се многу високи за да овој факт го занемариме и да кажеме дека е во Куманово се во ред. Покрај ово би сакал да кажам и за ова временска неприлика што не задеси денеска и вчера во град Куманово со обилното паѓање на снегот. Со градоначалникот денеска на координацијата тој се изјасни дека преземале сите мерки ги преземале и дека чистеле до 1,5 до 2 таму среде ноќ, меѓутоа дека било многу студено, не делувал снегот. Јас верувам дека се преземале некои активности. Меѓутоа, сепак предлагам, значи овие преземени активности не се доволни. Значи граѓаните на град Куманово сакаат да одат по расчистени тротоари, по расчистени улици. Возачите исто тоа го бараат поради некоја сигурност на граѓаните на град Куманово. Затоа барам овие активности во овој дел да се зголемат и до денеска и утре битните делови у градот да се расчистат. Благодарам. Благодарам и на вас. Еве мало до објаснување. Први благодарам за честитката. Првата работа, второ на сите граѓани од христијанска вероисповест на општина Куманово сакам во моje име и во име на Советот да им го честитавам овој голем празник на Христовото раѓање, да им посакам празниците да ги поминат во мир, среќа и благосостојба. Трета работа која сакам да ја кажам денес, еве сега поставивте прашање
дали сме требале денеска да одржиме седница. Ние сме народни избраници. На основа на вашето барање за итна седница се свикува итно и веднаш по скратена постапка, а не се свикува после 2 недели, бидејќи тогаш би била редовна седница. По барање на вашата советничка група, вчера видов на вести дека барате да имаме итна седница, што мислам дека ниту е политички, ниту коректно од председателот на ВМРО ДПМН да не крене слушалка, да се слушне со председателот на Совет, да закажеме точка на дневен ред, кога е тоа прифатливо за сите советници, и на основа на тоа повторно би можеле да си одржат пресконференција, меѓутоа да се знае точно дневниот ред кога би бил со ваква точка. Ако бараме вонредна седница, јас како председател на Совет сум должен и морам да испочитувам желбата на секој советник, бидејќи сите ние мораме да ги представуваме граѓаните. Дали е празник или не, ако имаме вонредна ситуација, загадување на воздух, јас сакам овдека да ги отвориме сите карти, да продискутираме, граѓаните да слушнат што е тоа, поради што доаѓа до загадоеноста и да донесеме некои конкретни мерки. Затоа од моја страна, јас не можам да се чувствам воопшто виновен, кога првин советничката група на ДПМН излегла на пресконференција, побарала една ваква седница, сега да велиме зошто баш денес. Значи, тоа сме требале да го расчистиме претходно, пред да излеземе на пресконференција. Сега сме тука и еве давам шанса сите да продискутираме, бидејќи сите живееме во овој град и сите не засегаат едни исти проблеми. Дали ќе е за вода, дали ќе е за воздух, денеска дискутираме по оваа точка на дневниот ред. Ова беше една кратка реплика и ве молам, како последно, да се придржуваме на дневниот ред, бидејќи дневниот ред важи за она што значи загадување на воздухот на општина Куманово. Ви благодарам. Контрареплика, господинот Стојановски. Благодарам. Значи, моето укажување дека денеска не требаше да се одржи оваа седница е во правец. Загадувањето во Куманово е од постар датум. Од многу постар датум, значи. До сега во град Куманово и во општина Куманово не беше преземано за смалување на загаденоста воопшто ништо. Значи, само од тој аспект, дека досега толку време не беше преземено ништо и денеска беше хитно да се одржи точно на Божич. Ова. Затоа мојот предлог и таму беше, на координација беше да се одржи од понеделник. Не е толку алармантно, што и дојде и друга олеснувачка околност, бидејќи падна снег и сега оние честички што беа во воздухот PM10, како се викаат, повеќе ги нема. И сега загаденоста во Куманово е под нормалата. Значи, само тој правец, не друго. Благодарам. Благодарам и на вас. Колегата Османовски се јавува за збор. Процедурално. Повелете, колега. Почитувам председателе. Не знам што вие разговаравте на координација и каква информација им дадовте на координаторите. Повеќе од очигледно дека овде ние даден дневен ред и не знаеме што дискутираме. Дајте ни информација, ако немавте време во пишана форма да го изготват од секторот при општината. Нека ни дадат информации, кој загадува, како загадува, кој оџак, прпа слушам оџак, некој се спомнува од таму од болница. Дајте некој од службите кои беа на терен, кои видува од каде идат овие загадувања и тогаш да дискутираме, да најдеме начин некако да ова. Ние дискутираме за нешто што го немаме како информација. Затоа ќе ве замолам, дајте му збор на представникот од локалната самоуправа да ни даде информации од каде идат тие загадувања, предпоставки, мерења. Сите портали навиваат едни од другата страна, другите од друга страна. Дајте ни валени информации, валени параметри на загадување. Затоа е представникот од општината тука, нека ни даде информации да дискутираме по таа информација. Ви благодарам. Благодарам, колега. Значи, бидејќи имавте одредени барања, веќе знаевте зошто ја свикуваме седницата, бидејќи на пресконференција дадовте своји видувања, ве мислев дека сега барате збор. Сега ќе дадам збор на стручните служби да појаснат што е тоа
што се случува во општина Куманово со загаденоста на воздухот, за да би можеле потоа повторно да преминеме на дискусија. Повелете, господинот Бојковски. Благодарам, председателе. Вака, јас во ова кратко време успеав да направам некои истражувања и анализи и кои што сакам да ги презентирам пред вас, па потоа за да можете да дискутирате. Најчести загадувачки супстанции кои што се мерат во сите мерни станици во Република Македонија, кои што се детектирани како извори за кои делуваат врз здравје и благосостојба на граѓаните, се јаглерод моноксид, сулфур диоксид, азот диоксид, озон и цврсти честички PM, кои што може да бидат PM10 и PM2,5. Овие цврсти честички PM, значи се многу мали честички на гар, прав или друга материја, вклучувајќи и тенки капки на течност. Понатаму, согласно критериумот дневни надминувања на PM10 честички, кои што најповеќе делуваат на респираторен систем, во сите мерни станици, а тоа е мерна станица Центар, Карпош, Лисиче, Газибаба, Ректорат, Миладиновци, Мршевци, Битол 1, Битола 2, Кичево, Лазарополе, Тетово, Велес 1, Велес 2, Кочани, Кавадарци, Куманово, е констатирано зголемување над максимални дозволени концентрации, што се согласно правилникот за заштита на амбиентниот воздух. Согласно овие мерења, значи, концентрација на PM10 честички микрограми на метри кубни, во Куманово се измерени 158,5. Споредено со други мерни станици, може да кажеме вака, вредности над Куманово поголеми се измерени во Битола 2 232,3, Газибаба 157,1, Лисиче 215,6, приближно Карпош 134,3, Кичево 133,9 и Кавадарци повисоко 171,2. Тоа е согласно овој критериум за дневни надминувања. Состојбата на квалитетот на воздухот синоќа во 23 часот, значи повторно, индекс на загадување се мери како многу високо, високо, средно, ниско, многу ниско. Во сите овие мерни станици што ги претходно прочитав, за Куманово, за јаглерод моноксид е многу ниска загаденост. Согласно, значи, ова мерна станица, односно информација од Министерството за животна средина и просторно планирање. На азот диоксид исто така многу ниско, на озон е со средна загаденост и на PM10 честички и SO2 исто така на многу ниска загаденост. Понатаму, Кичево, Газибаба и Центар и Тетово во однос на PM10 честички имаат ниска загаденост, односно согласно овој индекс на загадување повисоко од општина Куманово. Исто така, извршени се, направив анализа и на дневни загадувања, кои што согласно диаграми, кои што навистина нема време да ги копирам и да ги поделам на сите, може би требаше. Општина Куманово, значи, има пик на загадување тоа за вчерашен ден и денеска во 3 часот наутро и понатаму имаме на опаѓање на пикот и од 7 часот наутро се движи во испод граници на максимално дозволени концентрации. Газибаба, Битола 2, Тетово и општина Центар се движат многу повеќе во граници над дозволено со овие пикови на загадување. За да не биде тоа само дневно, извадив и диаграми на месечно ниво. Овие диаграми покажуваат дека во Кавадарци, понатаму ќе ги проследам, значи, во Кавадарци овие пикови на загадување секојдневно се постојано над максимално дозволени. Исто така тоа се случува и со Скопскиот регион како агломерација, Газибаба, општина Центар. Дека општина Куманово, значи, покажува пик на загадување
само да го пронајдам, покажува на 12, на 18 и на 3, додека овие пикови се во многу пониско опаѓање во однос на овие други градови. Би сакал да прочитам од најчесто загадувачки супстанции и кои се извори. Значи, јаглерод моноксид, извори се издувни гасови од моторни возила, внатрешни извори, вклучувајќи печки кои согоруваат керозин или дрва. За сулфур диоксид, тоа се термоелектрани на јаглен, рафинерии на нафта, производство на сулфурна киселина и топење на руди кои содржат сулфур. На азот диоксид, моторни возила, електрични објекти и други индустријски, комерцијални или резиденцијални објекти каде се огоруваат течни горива. На озонот, тоа се издувни гасови од возила и некои други чадења, се формира од други полутанти во присуство на сончева светлина. И цврсти честички, дизел машини, термоелектрани, индустрии, прав разнесуван од ветер, печки на дрва. Тоа се што јас успеав за овој краток период да направам анализа и овие податоци да ви ги презентирам. Благодарам, господине Бојковски. За збор се јави господинот Ферис Дервиши. Повелете. Благодарам, председателе. Добар ден на сите. Би сакал први на вас и на сите граѓани од православната вероисповест да им честитам празник Божич. А што се однесува до денеска седницата закажана како вонредна седница разгледување на состојбата со загаденоста на воздухот во општина Куманово, тоа што сакав јас да кажам, веќе кажал почитуваниот пред мене, кој даде една информација, дека во Куманово немаме ние состојба за закажување, не сме имале состојба за закажување на вонредна седница и да расправаме по однос на загадување на воздухот во нашата општина. Спрема тоа што ги кажа бројките во однос на мерната станица вчера и денеска, тука презентира некои бројки што мислам дека сите се под нормала, немаме ние загаден воздух, а без оглед на тоа, моето чувство беше дека и пред тоа се јави за збор, да дадам моje мислење дека немаше потреба, но јас присуствувам и гласав за да се води расправа по однос на оваа точка, бидејќи така е предвидено. И лично, бидејќи повеќе години живееме тука во град Куманово, јас не сум почувствувал, лично не сум почувствувал нешто дека има зголемување на загадување на воздухот во нашата општина. Првин, немаме некои извори на загадување од некои фабрики или нешто друго што би предизвикувало до загадување на воздухот, а како трето немаше некоја спуштена магла која е веќе индикатор на зголемување на загадување на воздухот во нашиот град. Може би пред едно месец дена, лично јас што почувствував дека беше позагаден воздух во однос на овие денови после Нова година, кога веќе ние водиме расправа по тоа. И на крај сакам да кажам дека по однос на оваа точка, просто кумановски речено, како да млатиме празна слама, ние така се вели по нашиот народна риторика, млатиме празна слама по однос на нешто што не постои во Куманово. Благодарам. Благодарам, господине Дервиши. Друг за збор се јави колегата Станковски. Повелете. Почитувам председатели, дозволете ми на сите присутни на почетокот да го честитам и на граѓаните на Куманово, да им го честитам престојниот христијански празник Божик. Што се однесува до загадувањето, ние слушаме, воглавно се информираме, всушност преку печатените медиуми, дека во Куманово, во
последно време повремено се јавуваат енормни загадувања. Дури еднаш мислам дека се спомна дека е 10 пати над дозволеното. Ми се чини дека рекоа 500 овие PM микрограми на метар кубен воздух, што е многу голема бројка. Ова загадување се разбира, сигурно се точни овие параметри што господинот од стручната служба ги издаде, меѓутоа во задно време овој проблем се издигна на политичко ниво, па се бараше прозивка на градоначалниците што тие прават со загадувањето, што превземаат, а евидентно е дека понекаде нешто се превзема, еве скопските улици се прскаат со тие средства кои треба да ги намалат PM честичките, во Битола мислам дека и таму спроведуваат прскање. Жал ми е што денеска не е тука градоначалникот па да каже дали и општината Куманово размислува како да се справи со овие, нека бидат и повремени загадувања, меѓутоа сепак се загадување. Значи, што прави општина Куманово за да го намали ова загадување? Ако мерната станица е поставена на нереално место, нека се дислоцира, меѓутоа не може да се, веројатно постојат некои упатства за тоа каде треба тие мерни станици да бидат поставени. Предпоставувам дека тие треба да бидат поставени таму каде што циркулира највеќе луѓе, каде што се движат. Не би се сложил дека болницата не е такво место, значи таму има постојано луѓе. Меѓутоа сигурно не би се ставиле на спомени горе каде што има постојана циркулација на воздух и каде што резултатите се нереални. Значи нека се преиспита каде треба да биде поставена таа мерна станица, нека биде поставена, како што рече претходениот дискутант, и во центарот на градот каде што е најголема циркулација на луѓе и да добиеме стварно реални вредности и ова, како што реков, да стане, да излезе градоначалникот и пред нас и пред граѓаните на Куманово и да каже што тој мисли да превземе во врска со загадувањето на воздухот во Куманово, кој евидентно го има. Што се однесува до чистење на улиците, не би се сложиле, еве сега изненада повика, моравме хитно да дојдеме, значи, еве јас поминав по булеварот Треќа Македонска. Треќа Македонска не е очистен воопште снегот од онамо каде што се сече со раскрсницата, пресекот на Трета Македонска со Народна револуција, па надолу према излезот према Свети Николе. Не е чистено воопште. Значи, а да не зборуваме за помалите улици. Значи, булеварот не е очистен, а помалите улици сигурно не се воопште чистени. Ова не смее да се дозволи, зашто снегот не падна во август, тој дојде најавен. Може да се задржиме на дневниот ред. Завршувам, бидејќи и голем снег исто значи загадување на улиците. Значи, снегот 10 дена го најавува средствата за информирање дека ќе има голем снег, дека службите треба да бидат будни, спремни и така натаму, и сега кога падна снег испаѓа дека не сме во состојба да го тргнеме барем на најпрометните сообраќајници во градот. Благодарам. Благодарам и на вас, колегата Маневски, повелете. Благодарам, председателе. Најпрво, значи, честитки за големиот празник денешен за сите православни. Секако дека денешнава тема заслужува една ваква вонредна седница. Претпоставувам дека колегите од ВМРО ДПМН направиле некој увид и процениле дека барањето за ваква седница е соодветно за денешниот ден и тоа е добро што го испочитувавме. Би сакал само да одговорам на некои од прашањата кои што беа во правец дека локалната самоуправа не е направила ништо во овој период за да не се намали загадувањето во град Куманово, не навлегувајќи во тоа дали е, колку е, во кои периоди и така натаму слуштавме од известителот. Значи, прво би потенцира дека што е направено,
направено е најпрвин мерната станица која што е поставена, знаете сите дека неколку години не работеше. Значи, таа е оспособена и од пред неколку месеци таа функционира. Значи, тоа е прво нешто што е на нас како локална самоуправа, односно Совет, ни дава можност да расправаме по однос на тоа дали загадувањето е зголемено, не е и колкаво е. Втора работа за која што мора сите овдека да признаеме дека локалната самоуправа го има направено, а тоа е дека со години наназад, при 3-4 години последни, со зголемен интензитет се воведува гасификација во најпрвин јавните предпријатија, понатаму во јавните установи, понатаму во основните и средни училишта, секаде каде што мора да признаеме до пред воведување на грејање со газ, сите овие објекти се загреваа со нафта. Значи, тоа е огромен допринос на општина Куманово во овој дел за кој што ние расправаме. И тоа стои и никој не може да го негира. За она што дека може повеќе, апсолутно, за она што има уште многу јавни установи, државни и неколку на локално ниво, сигурно дека треба да се продолжи во тој правец и тоа ќе биде еден голем допринос на општина Куманово за намалување на вкупното загадување. Понатаму, треба да признаеме дека еднонасочното регулирање на сообраќајот во Куманово е исто така допринос за намалување на загадувањето од самите автомобили кои што нели до периодот кога не беше регулиран сообраќај се ствара огромни гужви кои што нормално предизвикуваа зголемено трошење на горивата во автомобилите. Уште нешто, значи сигурно сте запознаени дека во Куманово пред 2 години комуналната инспекција е формирана на ниво на кое што заслужува да има Куманово, посебно во делот на санкционирање и контролирање на изведбата на градежните објекти, посебно во централното градско подручје. И текако е тоа еден голем допринос на локалната самоуправа, односно на општина Куманово, каде што работејќи инспекторите комунални на терен, ги нормално примораваат, односно ги контролираат сите оние кои што ги изведуваат овие градежни работи во град Куманово, за кои што мора да признаеме, ако не се регулирани на овој начин согласно закон, дека загадувањето ќе биде многу поголемо. И уште нешто, сигурно сте запознаени дека, ми се чини можеби 2-2,5 години има, каде што, а оваа година посебно, значи во летниот период, Државниот пазарен инспекторат вршеше контрола на сите правни субјекти кои што користеа за гревање на или користеа за своето работење старо улје, односно отпадно улје. Тоа нешто е регулирано со закон, кој што, пак ќе кажам, е донесен и каде што ниедно правно лице нема право, значи, да во наредниот период врши загревање или го потребува старото улје за своји намери. Така да, покрај овие неколку работи што ги спомнав, сигурно дека локалната самоуправа може да размислува и за воведување на некои нови мерки, за кои што може би денеска ќе биде предмет на расправа, но кои што може би и не се во надлежност на локалната самоуправа. Значи, еве, сведоци сме дека новија простори во Босна и Херцеговина, например, се воведе во Сараево возење пар-непар, што и на овие простори овде во Македонија пред неколку години се применуваше како една од мерките за намалено загадување. Исто така треба да размислиме, можеби и тоа во ингеренција на локалната самоуправа, да дадеме предлог од овде да поставиме можеби условно одреден период повеќе мерни станици или ако веќе има некои акредитирани такви установи кои што би направиле еден пробен период на 2, 3 или 5 локации во Куманово за одреден период од 10 до 30 дена, за да утврдиме дали концентрацијата на загадувањето во сите условно реони во градот е иста и нормално тоа ќе ни биде еден показател дали понатаму и во кој смер би требало тоа да се движи. Нормално е дека покрај комуналната инспекција која што ги контролира во овој момент, значи за ова што спомнав градежните објекти, тука би можело да се вклучи
и државниот пазарен инспекторат и управната инспекција, каде што би можело да се зајакнат сите контроли во делот на користење на горивата за загревање на домовите, на физички лица. И таму е донесена регулатива, но казнената политика во тој дел не е до крај регулирана, што подразбира, ако одреден државен инспектор утврди дека некое физичко лице врши грејање на сопствениот објект во кој што живее, има право само да го опомене, а не се донесени регулативи во однос на парично санкционирање или друго. Така да не би се сложил, уште еднаш, со констатацијата дека Куманово ништо не е направило во однос на намалување на загадувањето и мислам дека ќе треба, ако имаме нови идеи и предлози, да видиме што е она што можеме сигурно да го поправиме и во однос како ингеренци на локална самоуправа, а секако и на ниво на Република Македонија. Благодарам, председател. Благодарам, господине Маневски. Повелете, дали друг бара збор? Повелете, колега Караджински. Благодарам, председателе. Ја користам приликата најнапред да ви честитам на изборот председател на Совет на општина Куманово и се надевам со вашиот денешен гест да веднаш повикате, односно свикате вонредна седница на барање на една политичка партија, односно на една коалиција, одржување веднаш на седница. Мислам дека со тоа го оправдувате веќе вашиот избор за председател и се надевам дека ќе бидете конструктивен до крајот на мандатот и ќе имаме добра соработка со вас. Воедно би сакал да им посакам добро здравје на сите граѓани на општина Куманово, а на граѓаните со православна исповест нека им е честит големиот празник Божиќ. Денешна седница по барање на пратеничката група, значи мораше да биде одржана. Мислам дека не би била седница на Совет од вонреден тип, односно вонредна седница, ако не би се одржала за 72 часа, бар така мислам дека е по деловникот и по правилникот. И може би ние и ако не ја одржевме денес, како ја одржевме во понеделник, тоа веќе ќе беше касно и немаше да биде вонредна седница. Значи, друг пат кога се бара вонредни седници, да се води сметка понатака, нели, за тоа дека таа мора да биде одржана во еден одреден рок, за да биде таа вонредна седница. Да има загадување во Куманово, има загадување. Нема град кај што нема загадување, кој е поголем, има поголеми загадувања, помалите градови помали загадувања. Кај што има индустрија, секако дека има поголеми загадувања. А мерната станица во Куманово не работеше до февруар месец воопшто. Ние немавме никакви податоци, мислам беше неисправна, па од февруар месец навака е поправена и мислам дека сега податоците од мерната станица се исправни. Не можеме ние да бараме мерна станица да поставаме онаму кај што е најнезагадено. Баш се поставуваат станиците кај што е најзагадено, најпрометно место, каде што ќе има најголем, кај што се очекува најголемо загадување, за да имаме некој мир во градот, односно да имаме параметри кои што се точни. Ние ако ставиме станицата на кај Мургаш, таму нема никакво загадување горе, нали? Значи, ние ќе зборуваме за општина Куманово, бидејќи и тоа е општина Куманово, меѓутоа таму се е чисто. Значи, не можеме да бараме дислокации, затоа што таа треба да биде поставена токму таму кај што очекуваме најголемо загадување. Може да се постават 2 или 3 мерни станици за да се на некој начин прават компарации,
а обработката на податоците во мерните станици се оди по некоја процедура каде што се бара некоја средна вредност во текот на 24 часа, па според тие вредности се покажуваат и понатака резултатите кои што ги добиваме нели од службите регистрирани за оваа намена. Бобан Бојковски многу убаво го изнесе ова, од што најмногу е загадено Куманово. Па се разбира, индустријата во Куманово сега е замрена и најмногу загадувањето оди од автомобилите. Ние имаме во Куманово, ја не знам, вие вчера тргнав од болница, додека да стигнам до овде изнад до Крстен Мисирков училиште, ми требаше 40 минути со такси. Значи, толку беше голема гужвата. Она раскрсница горе што е кај пазарчето, има некои полицајци кои што седат во ауто, нити го регулираат сообраќајот, таму е, ќе застанат и сега сите возила се нели под напон, односно работат моторите, и како може да нема загадување тука? Нормално дека ќе има загадување. Добро е што ја држиме оваа седница, за да нашите параметри кои што ги имаме тука, иако нели е кажано дека најзагаден град е, секако дека Куманово не е најзагаден град, и град има повеќе градови кои што се пред нас, предничат, и голема благодарност што е така, што не сме најзагадени. Меѓутоа, и оние параметри што ги прикажа Бобан Бојковски би требало на некој начин да не опоменат дека треба да се преземаат мерки за во иднина да градот навистина остане барем на ова ниво кое што е сега, да не иде понатака загадувањето, и секако дека тоа е една опомена дека сите жители на општина Куманово би требало да се подготват, да сите се вклучат во тоа да градот наш биде чист. Што се однесува нели до ова сега снегот на некој начин тие честички ќе ги нели апсорбира, така да денеска и можеби загадувањето ќе биде сигурно дека е испод нормални вредности, значи испод критичните вредности, нормално. Меѓутоа, ние ќе имаме проблеми со снегот кој што не е расчистен, мада од Сабајле нешто полемизиравме таму, но јас реков дека никаде не е расчистен, бидејќи јас живеам тука од центар, па не видов ни едно возило ноќеска да помина, а ми вила дека до 2 сат ноќеска чистеле, каде чистеле, не знам. Меѓутоа, значи и да чистеле, недоволно е, треба да се превземаат мерки, бидејќи ние во медицината тоа најдобро го гледаме. Ќе имаме скршеници, ќе имаме работа на хирургија, за жал, поради овие нели замрзнати улици кои што се лизгави и така натаму. Ние го почувствувавме оваа загадување дека е зголемено со тоа што респираторните болни со хронични респираторни заболувања веќе бараат и боледување да седат дома, не одат на работа, не можат да, или и доаѓаат најчесто во нашите ординации каде што нели бараат некоја помош, односно бараат лекарства. Со други зборови би сакал вака на време секојаш да реагираме кога имаме некои проблеми, и се надевам дека во Советот ќе ги расправаме сите проблеми и ќе наоѓеме заеднички јазик за добробит на сите луѓе кои што живеат на територијата, барем на нашата општина, се разбира и на нашиот пример да покаже на другите градови во Република Македонија, за да жителите на Република Македонија живеат во некаква благосостојба. Благодарам. Благодарам, господине Караджински. Повелете Душица Сеизовска Јовановиќ. Добро, повелете колега. Добар ден на сите. Како прво да ви честитам за изборот на председател на Советот на Куманово и на сите граѓани на Куманово да им честитам празникот. Ние разговараме сега
за разгледување на состојбата со загадувањето на воздухот во општина Куманово. Но, како прво, јас би предложил оваа точка, што сега, на оваа вонредна седница, ја разгледуваме, да биде во некоја редовна седница, па да имаме материјали пред себе и да знаеме за што разговараме. Сега ова вонредна седница, мене ми личи како еден слободен разговор меѓу другари. Без никакви параметри, без никакви резултати, па да ги распоредуваме која е загаденоста денеска, која пред една година била загаденоста, какви се тие параметри, како е процентот, со што највеќе го имаме таа загаденост, дали е од авто, дали е од огревни материјали што ги имаме сега во зимно време или така нешто. Јас би предложил да не се развлече оваа седница, да имаме во редовна седница материјали пред себе. Сега ги слушнавме некои бројки, но јас мислам дека и јас, и сите вие, само како бројки ги слушнавме, но не можеме ни да ги запамтиме пред да ги имаме како материјали пред себе. И сега разговараме за нешто со нагоđување од што доаѓа, како доаѓа или не знам јас, но мислам дека не е толку загаден воздухот во нашиот град за свикување на вонредна седница. А како точка ќе ја прифатам да ја има во некоја наредна редовна седница со приложени материјали, да ги разгледаме тие материјали и да знаеме за што зборуваме. Тоа ми беше целта на се ово. Благодарам. Благодарам, господине Бесник Фетај. Повелете, господја Мемети, повелете, господја Душица Синјовска-Јовановиќ. Благодарам, почитувам председателе. Ви упатувам уште еднаш јавна честитка за изборот за председател на Совет на општина Куманово. Се надевам дека ќе продолжиме со успешната соработка на граѓаните на општина Куманово од православна вероисповест. Им посакувам честит бадник и среќен Божји. Дека има потреба да се разгледува состојбата со загадување во Куманово е доволно да излеземе на улиците и да ја видиме состојбата како изгледаат сите наши улици, колку време ни треба да поминеме од едно место до друго, колку автомобили во последно време се купија и фактот дека секое семејство има барем по едно, а некои по две возила. Она што е евидентно е дека во последно време може да се видат точните податоци на движење на PM10 частичките кои што се најголем загадувач и кои што представуваат најголем ризик по здравјето на граѓаните и тие во одредени временски интервали, точно е како што некои политичари наведуваат дека поминуваат повеќе од 10 пати над дозволеното врз основа на податоците кои што можеме да ги видиме на официјалната страница на Министерството за животна средина, каде што се евидентираат податоците од мерењето. Она што сакам да го кажам јавно и да го иницирам, да го предложам на наредната влада која ќе се формира, е покрај концептот за субвенционирање на електричните возила, кој што беше промовиран некаде во септември, да се субвенционираат електрични возила со износ од некаде 5000 евра. Предлагам понатаму да се продолжи со намалување на царинската стапка на ниво 0 и данокот на додадена вредност од 5%. Меѓутоа, не само да се застане тука, покрај електричните автомобили, насекаде низ Европа се употребуваат електрични моторцикли, кои што не само што ја намалуваат загаденоста, односно имаат 0% на загаденост,
0% загаденост, туку ќе овозможат и растеретување на сообраќајот во општина Куманово и секако на ниво на цела Република Македонија. Иако ја имаме во предвид климатската состојба, освен ова што сега нели не изненади времето, ќе представува значително олеснување за сите граѓани во Република Македонија. Ако имате во предвид дека еден таков електричен моторцикл сега во моментот кога би се внел во Република Македонија со платени сите давачки, царини, би изнесувал некаде околу 1200 евра, доколку се намалат царинските давачки и данокот на додадена вредност и се воведат мерки за субвенционирање, таквиот електричен моторцикл би бил многу достапен за граѓаните. Тоа е она што сакам да го иницирам како концепт на државно ниво. Меѓутоа, ние како општина Куманово би можеле во иднина да превземеме мерки да се изврши субвенционирање на таквите електрични возила и електрични моторцикли со намалување на цената на паркирање или воведување на бесплатно паркирање за такви возила. Благодарам. Благодарам и до вас. Збор има колегата Османовски. Повелете. Благодарам, председателе. Почитувани советници, почитуван господин Бојковски, вашата презентација беше во ред. Не можеме да ги споредиме, дека има загадување во Куманово има. Не можеме да ги споредиме Битола и уште тие градови што ги наведовте, таму функционира некоја индустрија која зголемува тоа загадување. Во Куманово треба да се надат изворите на загадување. Ја имаме таа можност или среќа или несреќа, граѓаните на општина Куманово, ова загадување пред месец дена почна да се мери во општина Куманово. Намалувањето се должи на врнежите од снег или дожд, кој го намалува тоа загадување. Ние и во летниот период ќе се соочиме. Општина Куманово ќе се соочи со загадување. Општина Куманово, централното градско подрачје, екзистира во околу централното градско подрачје имаме диви депонии, се фрла се и сешто. И минатиот пат, и пред тоа ви реков, вие подржувавте акциони планови, подржувате стратегии за отпади, не знам, вакви, онакви отпади. А сите отпади се фрлаат во околу централното градско подрачје. И се ствараат диви депонии, каде што спомнав минатата седница дека при најмал ветер ќе се почувствува загаденоста во централното градско подрачје. Никој не реагира. И сега ќе бараме причина во болницата и во мазото што го користи, без да изнајдеме начин како да се справиме со и тоа со големо загадување во општина Куманово. Ова е големо. Ние немаме некои големи индустријски капацитети, а имаме 10 пати поголема загаденост. Сега се намалува. Меѓутоа, верувајте дека во текот на годината сигурно ќе има зголемување. Не од тие индустријски капацитети. Нема такво нешто во Куманово. Кога сме кај сообраќајот, ние од овде треба да изгледаме со заклучоци како Совет на општина Куманово. Ние сме тие првите луѓе на општината кои треба да знаеме од каде потекнуваат тие загадувања, кои мерки да ги преземеме. Ако чекаме на гасификација, па ние, верувајте, тоа е јавно предпријатие во формирање, во подем, 20 години, уште 20 години, жителите на општина Куманово ќе се имаат здравствени проблеми со ваквите загадувања. Не можеме да си приуштиме, вие сте стручен, да ставиме 3-4 мерни станици. Тоа финансиски општината не може да го издржи. Тоа чини, искапува. И таа една од двај профункционира. Ние како Совет од овде треба да изгледаме со заклучоци да реагираме и кај секторот за внатрешни работи. Во Куманово се возат возила на мазут, на она црвена нафта, народно кажано. Треба почести контроли да се направат во самиот град, се додека траат овие загадувања.
Советот треба, бидејќи ние имаме изберен овде командир за општа надлежност, треба да се реагира кај него, да се направат такви контроли на возилата. Она што сакав да потенцирам, вие овде со оној магистар браневте акциони планови, браневте стратегии, што ви ги наметнува невладините организации. Каде се сеа тие? Со флаери, со нивни активности, да ви помогнат на општината, кога вие што им помагавте. Затоа во овој нареден период час поскоро соберете ги тие невладини организации, активирајте ги малку од малку да и помогнат на општината, како вие, како општина и како сектор што им помагавте. Ви благодарам. Благодарам, господин Османовски. Повелете, господин Костовски. Има збор. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани медиуми. Не сакам да зборувам, меѓутоа мора да се јавам за збор, да побарам збор. Да кажем дека ова денешна вонредна седница е по барање на или иницијатива на ВМРО и коалицијата на ВМРО. Ако е така, а така е, излегува на пресконференција, зборува дека на таа пресконференција јавно објавија дека општина Куманово е најзагаден град во Република Македонија и еден од најзагадените градови во Европа. Ако е така, и тврда дека е така, очекував на ова седница дека ќе излезат со некои аргументи, некои показатели, некои работи кои со тек на времето ги собирале, анализирале, калкулирале, некои показатели со кои ќе го докажат тоа. Доаѓаме на воредна седница и тука сега барат од општинските структури, од надлежните служби во општината, да направат нова анализа, да ја кажат анализа какво е загадувањето во општина Куманово. Па немојте, не сте озбилни, ве молам. Значи, ако излегувате на пресконференција и тврдите дека Куманово е еден од најзагадените градови во Европа, или најзагаден, морате да имате аргументи, мора да имате показатели, мора да имате анализи извршени, и тоа со неколку месеци наназад. А сите знаеме дека мерниот инструмент еден во Куманово, во општина Куманово, кој со години не работеше, сега е пуштен, колку е во функција, не сум толку сигурен, колку добро мери и за тоа не сум сигурен, се сложувам со една работа. Тоа сите ние овде ка советници го констатиравме. Значи, повеќе мерни инструменти треба да постојат во општина Куманово, за да дојдеме до некое сознание и некој просек на загаденоста на воздухот во општина Куманово. Тоа го прави Министерството за екологија. Ако излегувате на пресконференција и изборувате дека Куманово е најзагаден град, а ги имате сите институции, сите инструменти во Република Македонија да го тоа докажете, па докажете го, покажете некоја анализа. Сте вршиле некоја анализа или само популистички излегувате, држите пресконференција, обвинувате, а потоа барате од општина Куманово, од надлежни институции во општина Куманово да ви презентираат во некој нареден период колку е загаденоста на воздухот во општина Куманово. Благодарам. Благодарам, господин Костовски. Реплика, господин Стојановски. Благодарам. Значи, ние не сме стручњаци во оваа област. Ние се водиме од податоците кои се званично дадени и презентирани во медиумите, како пишаните, така и електронските медиуми, каде на широко и надолго објаснуваат дека Куманово е најзагаден град. Зошто е најзагаден град? Затоа што во ден измерено 500 PM честички, како се викат, не знам сега тие, PM10 честички, 500, а дозволени 50. Па на што ви личи ова ако не е податок? И со денови наназад исти податоци се даваат, дека Куманово најзагаден град. На кого да веруваме ние? На вас или на оние податоци кои ги издаваат релевантни институции? Благодарам. Контра реплика, господинот Костовски. Почитуван колега, верувам само на аргументи и на факти. Не на медиуми. Дали сте го тоа чуле некаде на Сител или на Канал 5 или во некој курир таму прочитале, тоа не е. Работава е во едно. Покажете ми еден валиден документ од Министерство за екологија
Тоа е валиден документ, тоа се аргументи, тоа се факти, со некој факт, а тоа рекнала, кажала, некој, ние во Куманово зборуваме, ама ми има кажано дека јал сирење во Габреш било многу убаво, ама си го јал, не сум го јал, ама ми имат кажувано. Така излего и ова. Благодарам. Благодарам. Реплика, господинот Османовски. Колега Ивица, за министерствата и за на централно ниво ќе се позанимаваат новите пратеници. Ние сме овде за општина Куманово и за мене се валидни податоците од општина Куманово. Нема ваша администрација, наша администрација. Ова е администрација на граѓаните на општина Куманово. И валиден е овој документ. Дали Курир, не знам која друга тамо пишан медиум или не пишан, ќе објави. Барав информација од локалната самоуправа затоа што се должни и на мене и на вас да ни дадат таква информација, која ќе биде валидна и за вас и за мене. Не за министерството. Секој си ја тера водата на кај себе. Меѓутоа, оваа администрација треба овде пред вас, пред мене, да ни даде очитка што ни даде. И факт е дека има загадување. Благодарам. Контрреплика, господинот Костовски. Почитуван колега, се сложено со вас. Сега многу убаво го рековте тоа и го објаснивте. Значи, вие барате од општина Куманово да излезе со некои аргументи валидни со кои ќе покаже колкава е загаденоста. Па ако ја немавте таа информација, ако го немавте тој документ, како излеговте на пресконференција и тврдевте дека Куманово е најзагаден град? Можете да кажете во некоја наредна седница, редовна седница, да го поставиме како точка на дневен ред и да бараме од општинските структури да ни дадат информации до колкав степен е загаденоста на воздухот во Куманово. Па потоа да излегуваме на пресконференција. Значи, обратен е редоследот. Тоа сака да ви кажа. Вие излеговте и тврдивте, а немате информации. И сега барате информации од општинските служби. Значи, прво ќе барате информации, ќе добиете одговор од општински служби, па потоа излезете на пресконференција, презентирате ги тие докази и зборувајте. Благодарам. Благодарам и до вас. Реплика, господја Душица Сојузовска Јовановиќ. Благодарам, председателе. Очигледно дека ние овдека водиме полемика врз основа на Facebook профил на Антонио Милошевски, кој што напишал нешто за некој временски интервал. Во 22 часот била измерена концентрација на загаденост 10 пати повеќе од дозволеното. Во еден период од денот, во еден час од денот, и цела пресконференција закажана врз основа на несоодветно извршена проверка, анализа, тестирање. Бараме податоци од општина Куманово, а мерните параметри ги има Министерство за животна средина. Државата, владата има стратегии за надминување на ваквите состојби. Не може општината да реагира таму кај што не е надлежна. Благодарам. Благодарам и до вас. Дали друг бара збор? Не може реплика на реплика. Тоа знаеме. Реплика на господинот Костовски, повелете. Благодарам, председателе. Не се сложувам со вас дека не треба да се реагира во ваква ситуација. Вие видовте од податоците кои што ги изложи Бобан Бојковски, ако ги слушавте внимателно, дека загадување во Куманово постои. Меѓутоа не е најголемо. Значи, загадување постои и тоа за нас, како советници, е параметар дека треба нешто да се превземе, за да не се загадувањето, ја во мојата дискусија го кажав тоа, за да загадувањето не се зголемува. Што се однесува до мерната станица, таа работи од февруари минатата година со полн капацитет и ја не знам дали не се сеќавате кога Заводот за здравствена заштита, односно со Центарот за јавно здравје, кој ги презентираше и Сунчица кој ги презентира резултатите од работата на станицата. Што се однесува до тоа дека таа е близко до оджакот кој што излегува од она наша топлана, нели, во болница, јас и Сабајле реков, тоа работи само 1 сат од Сабајле или 2 сата, нека биде и 2 и 3, и попладне, навечер, и цела ноќ и болните ни се, нели, така, нема средства, немало ова, немало она.
таа не го загадува толку и према параметрите кои што се зголемени, што ги кажа Бобан, загадувањето е од издувните гасови на автомобилите. Према тоа, треба да се превзема нешто во врска со автомобилите. Дали ќе биде тоа пар, не пар, возење, не возење, дали оние што онде седат кај парк па идат попладнев со автомобил низ градот за да шетаат и децава што возат помалите. Не знам, треба нешто да се превзема. Благодарам. Благодарам. Реплика, господин Станковски. Поблиско до микрофонот. Да, податоците не се земени од никаков профил на Facebook или не знам истресени од ракав. Тие се земени од веб-сајтот на Министерството за животна средина. Значи тоа се официјални податоци, дел од тие се дадени во извештајот на кој така добро ни го презентираше господинот кој е од локалната администрација на локална самоуправа. Значи постои во моментот, ако се вклучите на тој сајт, ќе видите дека ова концентрацијата на озон во град Куманово е 173 милиграма на метар кубен, а дозволено е 100 или 120. Значи има загадување на озон моментално. Значи можеби тоа не е најголемо во Република Македонија, можеби вакво загадување се јавува повремено, меѓутоа тоа постои. Не е значи измислено, тоа постои и прашањето е што, значи оваа седница по нас треба да иницира една како да кажеме еден начин на справување со ова може да наречеме елементарна непогода. Што конкретно што прави општината, што прави градоначелникот како одговор на ова енормно загадување? Нека биде повремено, нека биде на некоја висина која не е најголема во Република Македонија, меѓутоа сепак постои. Благодарам. Благодарам и до вас. Еве сега едно моje видување, бидејќи вчера откако навистина видов дека има барање за една ваква вонредна седница, сакав да седнам да проучам што е тоа што го загадува воздухот и до каде сме дојдени со една ваква ситуација. И сакам да ова внимателно што го зборувавте ве слушав, одредени заклучоци запишав, ќе дадам и своји, на основа на тоа ќе можеме и како совет да се изјасниме, да дадеме и да препорачаме одредени заклучоци. На територија на општина Куманово како можни загадувачи се јавуваат сообраќајни возила, домаќинства и лесни негазагадувачки индустрија, бидејќи тешка индустрија немаме. Превземени мерки и активности кои се на територија на општина Куманово за намалување на загаденоста и квалитетот на воздухот се следниве кои се преземени од општина Куманово. Гасификација на 13 објекти, стамбени згради и семени куќи, озеленување на јавни површини, односно по целото градско подрачје, ако поминете, ќе видиме дека има интензивно посадување на садници во цела период на 2016 година, тоа на градски кеј, ББ Гуцман, Клучка кај Проевце, централно градско подрачје и стариот парк се пошумени со нови дрвца и садници. Субвенционирање на обнова на фасади на стамбени објекти со 20%, се со цел за помала потрошувачка на гориво. Тоа се едни од мерки кои веќе се преземени. Да видиме што е на што законот кажува, бидејќи добро е да ги видиме работите што што се наши ингеренции, што би можеле ние да преземеме како совет и што да препорачаме. На територија на општина Куманово има поставено само една мерна станица за квалитет на амбиенталниот воздух и тоа во кругот на општа болница Куманово. Поставување и управување со мониторинг станици за контрола на квалитет на воздухот во Република Македонија е во надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање. Формиран е националниот портал за квалитет на воздух на Република Македонија. Овој портал содржи информации за моменталната состојба на амбиенталниот воздух во земјата, како информации за загадувачките супстанции, здравствени ефекти и законодавството.
Овдека гледаме дека мониторинг станиците се под ингеренција на Министерството за животна средина. Согласно член 44 од Законот за квалитет на амбиенталниот воздух се вели: надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животна средина доставува извештаи од мониторингот за потребите на органот на државната управа, надлежен за работите од областа на здравството, заводите за здравствена заштита и градските заводи за здравствена заштита. Органот на државната управа, надлежен за работите од областа на хидрометеорологијата, надлежниот центар за известување и тревожење и до граначалникот на општината и на градот Скопје и други државни органи и институции. Значи, тука надлежните органи треба да достават од сите овие институции своји видувања, односно што е тоа, колку е загаден воздухот во една одредена општина. Надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животна средина, собраните, обработените и верификуваните податоци и информации од мониторингот за квалитет на амбиенталниот воздух и изворите на емисии, согласно со пропис, донесен врз основа на овој закон, ги доставува најмалку еднаш месечно, а по потреба и во пократок рок. Важно е да знаеме дека за период од 2016 година, цела година, до општина Куманово нема доставено ниту еден извештај за квалитет на воздухот од страна на надлежното министерство. За да би потоа и ние овдека можеле да имаме релевантни податоци по кои дискутирам. Согласно законот, во случаи кога има надминување на граници на квалитетот на воздухот, постојат два прага. Еден е праг за информирање, а вториот е праг за алармирање. Прагови за информирање ги дефинираат краткорочните нивоа на концентрација на загадувачки субстанции, кои, откако ќе бидат надминати, представуваат ризик за човеково здравје при краткотрajна изложеност, особено на чувствителните делови на населението, при што е потребно навремено информирање. Период на праг за информирање е кога суспендирани честички со големина од 10 микрометри се последователни 5 дена со средно дневни концентрации од 50 микрограми на метар кубен. Значи, внимавајте, не зборуваме за пиковите, туку за средно дневни концентрации од 50 микрограми. Вториот праг е праг за алармирање, кој ги дефинира краткорочни нивоа на концентрации, кои откако ќе бидат надминати представуваат ризик за човековото здравје од краткорочна изложеност на населението, при кое што се потребни итни мерки за намалување на загадување. Надминувањата на овие прагови за алармирање не се чести. Период на праг за алармирање се суспендираните честички со големина од 10 микрометри со последователни 10 дена со концентрација на среднодневни концентрации од 100 микрограми на метар кубен. Значи, овде ќе имаме двојно зголемување за поголем период од 10 дена. Согласно извештајот од 4.1.2017 година, значи тоа е сега, за надминување на праг на информирање од националниот портал, овој што сега сите зборуваме, за квалитет на воздухот на Министерство за животна средина е наведено следново. Тоа е достапно јавно и сите го читаме од таму, јас ги имам податоците извадено од таму. Прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри, 5 последователни дена, среднодневни концентрации над 50 мг е надминат во следниве мерни места: Кичево, Лисиче, Газибаба, Карпош, Битола 1, Битола 2, Тетово и Кавадарци. Воопшто Куманово не е спомнато. За втората мерка, согласно соопштението за надминување на праг на алармирање на ден 28.12.2016 година од Националниот портал за квалитет од воздухот на Министерството за животна средина е наведено следново. За надминување на прагот за алармирање е донесен заклучок на 108-та седница на Влада на Република Македонија, на која е усвоен предлог прагот за алармирање на суспендирани честички со големина од 10 микрометри, надминување на вредности од 100 мг на метар кубен, во текот на 10 последователни дена. Ви информираме дека истиот е надминат на мерните места Кичево и Тетово.
овдека можам да кажам дека концентрациите на PM10 частиците прикажани на мапата и графиците се часовни концентрации во реално време. Тие концентрации не може да се споредуваат со пропишано среднодневна гранична вредност од 50 милиграми на метар кубен. Од овдека се можеме да видиме дека сите релевантни институции, односно и Министерството за животна средина, има дадено одредени препораки што да се прави во одредени општини, меѓу кои Куманово не е. Така да можеме да кажеме дека во Куманово алармантноста која предизвика вчера и советничката група на ДПМН не е оправдана, меѓутоа е добро да ги отвориме овие разговори за да би можеле да дојдеме до сознание што е навистина она што се случува. Затоа, слушајќи ве вас, имам до Советот да изработиме заклучок кој би се следел од две работи. Прво е, како е мој заклучок е, да се задолжи градоначалникот и општинската администрација да изготват катастар на загадувачи на воздухот. Она што сите го дискутиравме, да видиме кој е тој што загадува, кога загадува и на кои места во градот Куманово загадува. Кога ќе се направи тоа, втората работа е да се направи план за подобрување на квалитет на амбиенталниот воздух. Тоа е план кој се прави за период од 5 години. И трета работа е краткорочен акционен план за заштита на амбиенталниот воздух, односно за секоја година, кој би бил инкорпориран во претходниот план од 5 години. И вториот заклучок би бил она што го слушнав од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, тоа е да имаме, да се препорача, бидејќи гледаме дека Министерството за животна средина ги поставува мерните станоци. Ние како Совет немаме ингеренции врз Министерството, туку, како втор заклучок, да препорачаме до Министерството за животна средина да изврши поместување на мерната станица на она место кое е најрелевантно и би дозволило најрелевантни податоци за мерење на квалитетот на воздухот во општина Куманово. Ова се мои два предлога на основа на она што имавме како дискусија денеска и овие два предлога би сакал да ги ставам на изјаснување. Сега првин ќе дадам збор, дали уште некој бара збор вака за дискусија. Првин по точките, вака, не сме завршиле по точките, дали некој бара збор првин по точките? Добро, овака реплика на моето излагање, повелете господинот Османовски. Благодарам, почитувам председателе. Некако не ја почнавте оваа седница. Требаше овие информации да ги дадете на почетокот, бидејќи вие сте најинформирани, прочитавте и сега ние овде дискутираме повеќе од 2 и нешто часа, а вие ги имавте тие информации дека нема загаденост, нема ова, нема она. И немојте упорно да тврдите на барање на ВМРО, на барање на коалицијата, кога ниту ВМРО, ниту ние како дел од таа коалиција немаме барање до вас писмено доставено. Вие тука не сте желјотека. Вие 4 години еден амандман не усвоивте од оваа коалиција, сега закажувате седница наводно по барање на ВМРО ДПМН. Ова последното покажува, вашето излагање покажува дека вие сакавте со оваа седница да ударите по Министерството за животна средина. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Значи, се што имав, кажав и мислам дека навистина вреди да се седне и да се продискутираат сите работи, бидејќи сите овдека сме во интерес на граѓаните тук. Дали има разбор? Реплика, повелете. Не знам дали вие не забележавте, јас кажав дека тие мерни станици се поставуваат онаму кај што се очекува најголемо загадување на територијата кај што се поставува. Према тоа, ако најголемо загадување имало во болницата, баш тука требало да биде поставена. Или ако мислите дека на плоштадот е поголемо загадување, може да се премести на плоштадот, инаку да бараме да ја преместуваат некаде, ја бев десиден во тоа, ако кажав. Сите мерни
инструменти се поставаат во градовите кај што се очекува најголема фреквенција на возила, најголемо загадување, за да градот биде чист. Благодарам. Говорят така, меѓутоа мерните инструменти ги поставува Министерството, така да таму кај што ќе направат план, дека има потреба, таму сигурно дека ќе биде и преместена оваа станица. Повелете, господјата Сезовска. Председателе, јас само сакам дополна на заклучокот, каде што наведуваме дека бараме дислокација на мерната станица или поставување на уште една дополнителна станица. Благодарам. По заклучокот, повелете. Заклучокот, да. Повелете. Исто така, јас предлагам по заклучокот да подхитно се овозможат средства, а тоа се знае од која страна се овозможува средства за болница, односно за медицински центар, да се гасифицира. Значи, во тој случај, она што го имаме сега како загадување, ќе го нема повеќе. И таа топлана таму, што е, која функционира на течно гориво, а едно од најтечните горива е мазутот, кој е најзагадувачко средство на воздухот, така да во случај ова аномалија што имаме, ќе ја понатаму нема. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Повелете, колега Скендер Али. Благодарам, председател. Мислам, во врска со ова преместување на мерната станица од градската болница. Мислам дека не е во ред да се бара преместување, ако ние ќе би требало да бараме од Министерството за екологија да постават уште некои, не една, уште 2-3 такви мерни станици. Не е тоа, денеска ни одговара тамо, утре да го преместиме од тука па на друго место. Мислам дека не е сериозно, мислам како предлог. И од друга страна, Министерството за екологија сигурно ги има податоците кај што е најдобро да може да ги преземат, да ги земат тие податоци, да ги мерат тие, не знам, загадувањето. Мислам дека тука е најреално било и мислам дека е така и поставено. Ако ние веќе сумњаме дека и на други места може да има такви, тогаш ние да бараме од Министерството за екологија уште една или две мерни станици да ги постават. Мислам како предлог на дополнување да побараме уште една или две мерни станици. Така, благодарам. Ви благодарам, тоа веќе и беше предлогот на господја Сезовска, така да се сложувам, тоа ќе влезе во заклучокот, бидејќи завршиме расправата, затоа и продолжиме по заклучоците. Дали е уште некој бара збор по заклучоците? Повелете. Вака, не може реплика на него. Не, на него реплика. Не беше него. Така. А добро. Така. Ви благодарам. Тогаш двата заклучока кои ги имаме дополнет со заклучокот од господја Сезовска, ќе ги прочитам уште еднаш. Се задолжува градоначалникот и општинската администрација да изработат катастар на загадувачи на воздухот, план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух и краткорочен акционен план за заштита на амбиенталниот воздух. По 2, се препорачува на Министерството за животна средина да изврши поместување на мерната станица или пак поставување на уште дополнителни мерни станици, се со цел да имаме подобра контрола на квалитетот на воздухот. Ова се двата заклучока. По заклучоците повелете господинот Тони. Благодарам, председателе. Значи, во вториот дел на заклучоков за поместување на таа станица, во тоа министерство работат се стручни лица. Како што рекоа и колегите, значи, они предвиделе дека таму има најголема загаденост, затоа и таму поставена таа мерна станица. Ако сакате да имаме чист воздух и добри резултати, дај да ја ставиме на живкава карпа. Какво помислување? Мислам, ќе ни се смеат на овој заклучок, на препорака што ќе им пратиме. Фала.
Благодарам. Значи, овој заклучок беше како заклучок од вашата советничка група. Еве, можам да ве прашам дали да остане само да се воведе нова, или пак да остане со поместување. Како ќе се изјасни советничката група, така ќе биде во заклучокот. Повелете, господинот Стојановски имаше предлог, еве нека се изјасни во име на советничката група. Така, јас овој предлог го дадов, значи, од оно што го видов на Сабајле на координацијата, дека има недоверба во податоците кои ги дава ова мерна станица и затоа дадов предлог да се дислоцира. Меѓутоа, ако е, кажави и на координацијата, кажава, ако е технички дозволено и ако е можно, значи да се дислоцира. Ако не да се бара нова мерна станица, мислам дека чини многу пари. Некаде слушам половина милион евра чинела таа мерна станица. Не знам од кај ќе се изнедат пари. Се извинувам, дали останувате на предлогот да се препорача да се постави уште некоја мерна станица во вашиот заклучок? Значи, или да се дислоцира, или да се постави уште една. Во ред, така си стои. Повелете, господин Станковски. Мислам дека не треба да се дислоцира, заради тоа што ако навистина загадувањето доаѓа од мазут со кој денеска се грее болницата, најверојатно е дека многу брзо, за година, дена можеби, ќе стигне гасификацијата до болницата и ќе имаме сосема други резултати таму. Така да не е потребна дислокација. Меѓутоа, мислам, препораката треба да остане да се побара уште една. Ако може Битола да има две, мислам, мерни станици, Куманово кој по бројки има поголем број на жители и мислам дека просторно е поголем, зашто Куманово да нема уште една мерна станица. Тоа е проблем на Министерството и Министерството треба да си го реши. Значи, не да се дислоцира, него да се уште една стави мерна станица. Благодарам. Во ред, ви благодарам. Повелете процедурално, бараше. Благодарам, председателе. Нека се договори советничката група на ВМРО ДПМН какав предлог заклучок предлага овдека. Значи, ние овдека расправаме по предлог заклучок со конкретен текст. Ние треба да усвоиме заклучок. Едните викаат едно, другите викаат друго. Ако треба, дајте им пауза, нека се договорат каков предлог заклучок предлагаат. Во ред, повелете, господинот Османовски. Колешки, председателот на Советот ќе ги запише сите заклучок. Се извинувам. Колега, се извинувам, овдека беше процедурално. Значи не беше реплика. Ма и оваа процедура не е реплика. Повелете. Почитувам председателе, запишете ги сите предлози, ставете ги на гласање, кое ќе се изгласат тие предлози ќе одат. Во ред. Значи овдека како предлог, повелете господин Станковски, дефинирате го вашиот предлог. Не може реплика, не може. Се извинувам, не би можело реплика, бидејќи процедурално беше тук. Добро. Може, повелете. Предлог мој би бил следниот. Првиот ваш заклучок во целост го прифаќам. Вториот заклучок нека гласи, како што мислам дека ќе се сложат и советниците од ВМРО ДПМН, да се постави уште една мерна станица како најголема општина во Македонија, дека би требало да има две мерни станици. Инаку дислокацијата мислам дека не доаѓа во предвид. Благодарам. Во ред, ви благодарам. Еве, гледам дека советничката група на ДПМН го прифаќа овој предлог, така да како втор предлог заклучок ќе биде да остане ова и да има уште една мерна станица. Ви благодарам. Сега по овие два заклучока да се произнесеме, ве молам со изјаснување по заклучоците. Двата заклучока заедно, бидејќи ги препорачуваме заедно. Повелете.
Благодарам. За заклучоците се изјаснија 20 советници, едногласно за, против нема, воздржан нема. Заклучоците ќе бидат доследени до општинските служби. Ви благодарам за присуството. Со ова ја заклучувам расправата по вонредната седница. Ви благодарам за присуството.